На 25 минути после 12 часот продолжуваме со денешното Плей кафе и гостите кои што ви ги најавив по повод Светскиот ден на танцот во организација на балетското студио Бах во понеделник 29 април со почеток во 15 часот во паркот на поезијата во Струга ќе се одржи четвртото издание на танц парадата Струга танцува. Балетското студио Бах оваа година слави 30 години постоење. Во оваа значајна година за нив ќе го најавиме и годишниот концерт што во јуни ќе се одржи во Центарот за култура Браќа Миладиновци во Струга. Нема да биде концерт на каков што сте навикнати секоја година, затоа што баховки на спектакуларен начин ќе го одбележат ново јубилеј 30 години постоење. Новие теми детално зборуваме со Тања, кореограф и идеен творец на студиото за танц Бах, потоа Анастасија Мојсовска, член на студиото за танц Бах 18 години и Ана Марија Калајджиевска, член на балетското студио Бах 8 години. Тања, како течат подготовките за парадата на танцот и која е планираната програма за оваа година? Најпрвен голем поздрав до сите слушатели, до нашите слушатели на Плей Радио, до сите кои не следат во овој момент и оние кои подоцна ќе го преслушаат ова интервју. Ви благодарам што секогаш не каните за да ги информираме стружани слушателите на Плей Радио за сето она што го работиме. Плей Радио е секогаш заедно со нас. Што се однесува до подготовките во овој момент, навистина може би вистинскиот збор за опис е хаотично и напорно, но на сам почеток ќе кажам дека љубовта е таа што е главна и колку и да е напорно и хаотично, ние со радост го работиме сето тоа што ни е планирано и сето тоа што ќе следи. Така да позборуваме за програмата. 29 април, Светски ден на танцот, ние веќе четврта година го одбележуваме со тоа што на публиката ја честиме буквално, значи отворено е за сите со еден мал концерт на првиот, значи пред 4 години кога прв пат се одлучивме да направиме нешто за Струга на Светскиот ден на танцот, имавме танц парада, значи преинтересно, кружевме со камион со диџеј, со музика низ целиот град, правевме една убава парада, па се стациониравме во паркот на поезијата каде секогаш имаме мал концерт. Наредните 2 години правевме само мал концерт, затоа што таа парада е навистина захтевна и напорна. Но оваа година решивме повторно да направиме парада. Во 14 часот стартуваме од Центарот на култура, правиме крукче по Чаршија, по Кеот и се враќаме во паркот, каде што ќе има 30 минутен концерт кој што ќе содржи теми кои што можат да се изведат, значи во парк на таква подлога, малку полесни кореографии и ќе учествуваат сите наши групи. Значи сите членови на Бах ќе се представат со по 2-3 кореографии. Сега морам да напоменам дека доколку времето не е добро, парадата нема да се одржи, а концертот ќе се одржи во фоајето на Центарот на култура во Струга. Ако е точна подолгорочната временска прогноза, ќе си остварите идејата да имате парада на танцот. Овој бран вие успеавте да го прескокнете, ви се погоди датумот, ќе видиме во секој случај. Сите културни работници во областа на танцот секоја година испраќаат порака по повод 29 април, Светски ден на танцот, која е твојата за ова 2024? Мојата порака, а воедно и желба за моите танчери, е секогаш да танцуваат на песните кои ги сакаат и да го живеат животот според нивните желби и нивните правила. Овде ќе кажам дека најголема сила на светот е љубовта. Љубовта е лек, љубовта е моќ, љубовта е магија. Правете ги сите работи со љубов, за љубов, од љубов. Затоа што за љубовта секогаш правиме невозможни работи, за љубовта се бориме и за љубовта и заради љубовта сме посилни. Ако љубовта е силна и вистинска. А танцот пак, сам по себе, еве за мене, е љубов. Танцот е слобода, а секако танцот е и здравје и психичко и физичко. Тоа се трите најважни работи во животот на еден човек. Ке посакам да си најдете своја љубов и да направите се за неа.
Благодарение токму на таа љубов кон танцот, оваа година славите 30 години постоење на балетското студио Бах. Хајде да ги сумираме резултатите. Што представува Бах од твоја гледна точка од првата година постоење до денеска, 30 години потоа? Ова е можам да зборувам комплексно е многу, да зборувам, цел ден, но еве сега ме затекнавте. Јас бидејќи 30 години Бах, пред 2-3 месеци ги замолив сите членови кои што долгорочно доаѓале на Бах, го поминале својот живот во студио за танц Бах, да ми снимат видеопорака. Так. И на социјалните мрежи веќе одат тие видеопораки. Со тие видеопораки ќе направиме и едно интересно филмче, но за тоа ќе ве информирам подоцна, затоа што тој филм е за спектакуларниот концерт кој ќе се случи во јуни. И од сите тие девојки барав ова што сега ти го бараш од мене. Значи, ако треба да го опишам Бах со еден збор, јас нема шанси да го опишам со еден збор. Вака, сите тие девојки, членки на студиото за танц Бах зборуваат за нив. Ти сега треба да зборуваш и за себе и за сите нив. Да. Добро, ако бирам да го опишам од сам почеток до сега, навистина би било љубов. Моја огромна љубов, како што ја пратив таа порака, за која што навистина дадов и срце и душа, дадов навистина се. За овие 30 години, значи 30 години, кога ќе ме праша некој како многу е 30 години, не си ти толку стара. 30 години се одбележуваат од денот кога го оформив јас и три мои другарки. Значи јас тогаш имав 14 години. Значи 30 години Бах е од тогаш до денес. Во овие 30 години имаше многу танцување, многу борба, многу пријателства стекнати, многу дадено за струшката публика, значи од срце, многу концерти, многу настани, многу работилници. Повторно да се вратам, исто би постапила. Во овие 30 години би дала исто. Апсолутно, инаку немаше да обстане балетското студио Бах толку години. Сега ајде да видиме што е балетското студио Бах за неговите членки. Анастасија, годинава славиш полнолетство во балетското студио Бах во смисла на тоа дека си дел од ова танцово семејство цели 18 години, практично си пораснала таму. Што за тебе представува Бах? Значи, за мене Бах представува љубов, семејство. Тоа е начин на живот, без него не можам да си го замислам животот. Тоа е средство за изразување на моите чувства и кога танцувам, едноставно се чувствувам најсвоја. Бесценето е чувството кога ќе застанеш на сцена, значи тој адреналин го немам почувствувано никаде, освен тогаш. И преку Бах станав покреативна личност, стекнав самодоверба, дисциплина, стекнав пријателства кои ќе траат цел живот. И со мојот тим ние сме сплотени од љубов кон танцот, заедно креираме, се смееме, плачеме и постигнуваме успеси. Така, на сцена сите имате исти кореографии, но сите сте различни, со оглед на тоа дека повеќето од вас ве познавам помалку или повеќе. Ти некако имаш многу убав став и карактер, барем по мој вкус, затоа што има карактер кога ќе застане човек на сцена. Ана Марија, ти си член на студиото за танц Бах 8 години, кога ќе ги сумираш до сега, сигурно ќе продолжиш и понатаму секако да си член уште многу години. Што представува Бах за тебе? Бах за мене представува семејство, втор дом и моје секојдневие. Во Бах, покрај што се оформувам како танчер, се оформувам и како личност, благодарение на моите пријатели и нашата кореографка Тања. Од настапите на кои што сум учествувала, стекнав многу самодоверба, пријатели и безброј спомени кои секогаш ќе бидат едни од моите омилени. Така, луѓето најчесто имаат, барем повеќето во ова време, страф од јавен настап, не знам, постојат учители кои што работат на сето тоа. Вие имате можност да го стекнете, да го ја стекнете самодовербата на сцена уште од многу мали и навистина тоа се гледа на концертите. Кога сме кај концертите, Тања, да позборуваме за она што сигурно од многу одговорности и многу концерти сега е најодговорно, за
затоа што заокружувате и треба да биде едно поинакво јубилејно издание на годишниот концерт. Ќе го откриеме и датумот, предпоставувам, ќе се одржи во јуни, кога точно ќе ни кажеш ти каков ќе биде годишниот концерт, одбележувањето на тој голем јубилеј. Да, нашите концерти се секогаш различни и интересни за гледање. Така, но оваа година има некој Точно. драж плюс. Додека размислувавме, бидејќи јас моите концерти за темата и за сето тоа што ќе се случува, не го одлучувам сама. Значи, се собираме на повеќе состаноци и ги кажуваме сите идеите, па од тоа произлегува нешто на крај, секогаш е, значи, интересно. Оваа година, во разговор со моите сениори, со кои најчесто одлучувам што ќе биде темата, одлучивме да е љубов. Тоа е она што не опишува и бидејќи се напрегавме да размислуваме во кој правец би се движеле, сепак одлучивме дека едноставното е секогаш најдобро. Значи, не велам дека ќе е едноставен, ќе си има нота на свеченост и ќе биде поинаков, но значи оставам вие да одлучите на крај како било, од кога ќе заврши. Инаку го имаме и датумот, еве ексклузивно на Play Radio за прв пат откривам, големиот концерт ќе биде на 25 јуни. Значи, јубилеен спектакуларен концерт на студиото за танц Бах со наслов Љубов. Така, ова беше само кратка најава за концертот. Ние ќе си имаме гостување пред концертот некаде на почетокот на јуни, кога барем неколку детали ќе откриеме за публиката која што ќе биде присутна. Сега кажи ми по заокружувањето на ова јубилејна 30-та година од постоењето на студиото за танц Бах, кои се вашите планови и идни предизвици? Најпрво само, бидејќи е точно тоа што на почетокот го констатираше, за 30 години Бах, тој голем спектакуларен концерт, ќе зборуваме кога ќе дојде време. Значи, за сите детали, за сите наши планови и за сето она што ќе се случува. Денешното гостување најмногу е да го најавиме малиот концерт по повод Светскиот ден на танцот. Уште еднаш ќе ги поканам сите во 15 часот во градскиот парк во Струга да бидат тука овде. Ќе се заблагодарам на Центарот за култура, со нивна поддршка го правиме овој мал концерт. Исто така ќе напоменам дека DJ Димитар од Play Radio ќе пушта музика тој ден. Но и сакам да кажам дека Бах по повод 30 години има многу активности. Еве, например, јас на 26, 27 и 28 сега ќе си ги почестам моите сениори, јуниори и кидс со workshop. Значи, работилница на која ќе изучуваат нова кореографија, со која ќе се представат сите тие на значи големиот концерт. Имаме напорни денови од утре и исто така со гордост сакам да најавам, ова за малку ќе го заборавев, дека после 29 во другиот ден изутрина на 30 Бах патува за Скопје, укажана ни е чест од Танцфест да бидеме гости и да ја отвориме таа вечер. Значи, бескрајно сме благодарни, пресрекни, тоа е едно големо признание за нашата работа. Танцфест Скопје не кани во МНТ, го отвараме со точката со која што освоивме огромна награда нели во ноември на Stage. Значи, ова е, морав да го напоменам, една важна работа за нас. Ние сме преангажирани баш сега пред Великден и сме пресрекни поради тоа. Прво мислевме како го издржиме, затоа што workshop не е 5 минути, туку е едно 10 часа работа со сите групи секојдневно, па имаме генерална проба во сабота, во недела третиот ден од таа работилница и потоа понеделник е концертот, а вторник заминуваме за Скопје. Тоа е она што сакав да го кажам. За идните планови, значи после 30 години Бах, би те замолила да ме запрашаш следното наше гледање, затоа што тогаш навистина имаме што да кажем, а сега публиката би оставила со оние активности кои што сега ни се актуелни во овој момент. Така и мене ми беше во мисла уште самиот почеток на ова интервју да зборуваме за отворањето на Танцфест, но драго ми е што еве ти се сети затоа што навистина имате голема чест. Танцфест не се одржува во Струга, туку е еден значаен фестивал кој што се одржува на ниво на Македонија и на случајно ја добивате таа чест да го отворите. Секако ние ќе пренесеме преку тебе за сите оние сето на што ќе го почувствувате таму на сцената.
така што ви благодарам што бевте сите три тука денеска. Ви посакувам пред се убава парада на танцот Струга танцува и секако последователно ќе зборуваме за сите активности, а најмногу на наше и ваше големо задоволство секако е концертот кој што ќе се одржи спомена на 25 јуни. Точно така. Ви благодарам и вас, тебе на професионалноста, секогаш доследно си ја извршуваш задачата. Благодарност овде сакам да упатам до сите родители, бидејќи покрај мене и децата се ангажирани и родителите. Ова, верувајте, радост за цел град, затоа што се купуваат шноли, се купуваат стегачи, се купуваат хулахопки, многу работи, сите се активирани, па цртаме плакати, купуваме хамери, многу има да се зборува и да се кажува. Им благодарам на родителите. И уште еднаш покана во паркот да уживаме, да се забавуваме, отворено е за сите. Добра музика, може слободно и со нас да танцуваат. Тоа е она што имаме да го кажеме за сега. Се слушаме во некоја наредна прилика. Така, верувам дека ќе имате публика која што ќе биде расположена да ви се придружи. Тоа е всушност и поентата на парадата на танцот. Ние се слушаме со слушателите за неколку минути со нови информации.